Добри ден во студио за мојот гостин, професор Ивица Милевски од Природно-математички факултет. Всушност, вие сте Институт за географија, природни ресурси и природни непогоди. Вие дента, односно утредента, откако се случи катастрофата, навистина станува збор за катастрофа и голема трагедија, пред се трагедија, во поплавите предизвика загуба на 22 жртви, 22 луѓе има загинато и денеска последната информација дека има уште едно дете исчезнато. Вие објавивте, значи, експертиза, велите кои се причините за големата поплава на делови од Скопје, вечерта на 6 август, и каде говорите за можностите, всушност, дека многу лесно можеле да биде спречена оваа трагедија. Говорите за проблемите со кои се соочува Скопје и говорите, се разбира, за инфраструктурата, додека пак политичките елити, премиерот Груевски, градоначалникот Коце Трајановски и останати функционери говореа постојано за елементарна непогода која не можела, која била неизбежна, не можела да се избегне, некој употребува и термин Божја волја. Вашите предупредувања за многу нерешени проблеми, за неефикасност, нестручност, несовесност, говорат за пред се, можеме да почнеме со вашиот текст кој вели дека станува збор за голем интензитет на врнежи. Така. Како велите, на врна околу 93 литри, но подоцна и вие и други експерти велат дека не станува збор за големо количество на врнежи кои предизвикуваат такви последици. Така. Пред се сакам да изразам сочувство за жртвите, навистина голем број на жртви за ваква временска појава, која што, да кажам, не е од катаклизмични размери. Меѓутоа, она што го спомнавте, значи вистината може би е некаде на средината. Во која смисла? Во смисла да навистина врнежите во саботата вечерта беа за скопско подрачје релативно големи. Значи, интензитет обично максимален дневен за подрачјето на Скопје забележан некаде од 50-тите години наваму се движи до границите од 80-85 мм, значи тоа зборувам за дневен интензитет, а најчесто тој дневен интензитет е распореден, значи, во текот на 6, 8, 10 часа и така натаму. Овој беше во рок од 4 часа. Овој беше во рок од некаде од околу 4 часа, Добро. значи 95, 93, 95 мм, односно литри на метар квадратен. Меѓутоа, први ни пред се морам да кажам, значи тоа се нормално официјални податоци од Управата за хидрометеоролошки работи, кои и сами укажа дека просторниот распоред дури и овдека во Скопско бил многу нерамномерен. Значи ние може да зборуваме за она мерна станица што е на Зајчев рид, главната, кај што е управата, меѓутоа колку бил тој интензитет низ различни делови на градот, па и овамо каде што се случи катастрофата, да кажеме, во североисточниот дел, значи останува прашање, значи дали станува збор за 90, дали се можеби 70 или 110 мм, и затоа едно од моите укажувања е дека треба на вака релативно покритични места и каде што има поголема шанса за ризик, односно каде што има голем број на население, значи треба да бидат поставени поголем број на мерни станици кои што ќе утврдуваат и ќе укажуваат на тоа колкави количества на врнежи се можни во тој простор. Добро, и тоа што би предизвикало? Тоа би предизвикало, значи, да има подобри сценарија, подобри планирања понатаму, значи да се знае. Моите предпоставки се дека навистина точно тој североисточен дел на котлината, односно делот према Скопска Црна Гора, навистина се излачи најголема количина на врнежи, зошто од едноставна причина, значи такви облаци кои ќе се развијат, така наречени кумулонимбуси со голем вертикален развој и со голема количина на влага, која ќе удрат на препрека како што е планински бедем, значи на таа препрека всушност се излачува најголемата количина на врнежите. И сега што е проблем која веќе ги спомнувате јужните падини на Скопска Црна Гора, како велите дека таа огромна концентрација на водена маса бара коридор, велите, по кој ќе дојде кон Вардар. Така, така.
Што понатаму видите дека има запуштени дренажни канали кои собираат разни нечистоти, шут и отпадоци. Така, значи прво да кажам за врнежите беа некаде во рок од 4 часа, меѓутоа пак мора да се нагласи дека според одредени анализи пикот, максимумот на интензитетот се случи само за некаде половина час, 40 минути. Значи во тие половина час огромна количина на воден талок се излачи. Повторно по одредени анализи тоа се некакво количество од отприлике 20-25 милиони метри кубни, што одговара на пристојна вештачка акумулација, значи со релативно поголемо количество на вода да се истори за така краток период е навистина, да не кажам, доста значајна, маркантна појава. Сега, проблемот, рековме, едниот дел е како природна непогода, која релативно ретко се јавува, значи фреквенцијата не е толку честа, можеби тоа затоа не се земало во предвид дека може до такво нешто да дое. Другиот сегмент е она што го прави човекот или што не го прави или погрешно го прави човекот, за да при таква појава елементарна, значи да може максимум да се спречат материјални човечки загуби и така натаму. На што се мисли тука? Значи, уште ододамна се знае дека пороите во јужниот дел на Скопска Црна Гора прават проблеми, како што се знаеше на времето дека многу страшни за Скопје се пороите од планината Водно, северната страна. Планината Водно некаде од 40-тите, 50-тите, 60-тите години е пошумена и ние гледаме денеска дека таа пошуменост услови задржување максимално на она што ќе падне на планета Водно. Вие сериозно велите дека е водно пошумено. Вие знаете што се случува со Водно во последните години. Второто име на Водно е аеродром на Водно. Пежоративно, со подсмев се нарекува денеска така Водно заради тоа што не е веќе пошумено, туку е населено и буквално затрупано со објекти, згради, станува, населба, како што кажав, аеродром на Водно. Јас ова што го кажам за Водно е периодот 90-тите години, да кажеме, за разлика од оние од 30-тите, 20-тите години на минатиот век, кога навистина имаше страшни порои од Водно и кога постојано страдаше Скопје. Меѓутоа рековме, значи оние пошумувања резултираат да крајот на 80-тите, 90-тите години, значи тоа биде сведено на минимум и речи се нема никаков проблем на Водно. Меѓутоа, она што се случува последните години на Водно, значи тоа е нешто слично што би можело, во краток иден период да се случи како што е на јужните пади на Скопска Црна Гора. Значи Скопска Црна Гора во, ајдем да кажем малку подалечното можеби минато, односно до пред 1-2 века и така натаму, значи била скоро целосно пошумена. Меѓутоа, заради потребите на населението, дали за огревно дрво, дали за градби, дали за други потреби и така натаму, значи тие јужни падини се целосно оголени. Што се случува кога се оголени падините, а карпите се такви какви што се, не може да впиваат вода, значи не може да од таа огромна количина на вода дали 10% се задржани само во карпестата маса, другото се слива и јурнува надолу кон подножјето. Без никаква задршка, значи нема никаква препрека или никаква вегетација или ништо друго што може да ги задржи. Како да се урнала брана практично. Како да се урнала брана надоле, јурнува голема количина на вода и сега што е тука карактеристично. Што требало тогаш добро докажете, но што требало да се изгради. Да, значи планирани се делумно изградени некои канали уште во 70-тите, 80-тите години кои што би требало да ги прифатат тие води и да ги одведат постепено према коритото на Вардар. Меѓутоа, за жал, дел од каналите се запуштени, дел од каналите се зачепени со затрупани со шут, со отпадоци и така натаму. И бидејќи не може водата да се движи низ каналите, таа прелева и продолжува гравитацијски како што е наклон од стрмнината надолу према населбите. Према населбите, кон обиколницата. Кон обиколницата исто така. Добро. Тука јас наведов уште веднаш, бидејќи имав и претходно, значи ние работевме и работиме се уште некои истражувања за Скопска Црна Гора, значи за друга тематика, меѓутоа делумно да кажеме поврзано и со ова сега што е. Значи самата обиколница, низиниот правец и пропусната моќ што ја има обиколницата при поголема количина на врнежи,
значи не знам, тоа сепак треба стручни и надлежни лица да кажат, значи според мене нема доволна пропусна моќ, ниту доволен број на канали, мовчиња и така натаму, под кои ќе може таа голема количина на вода без проблем да помине. И во таков случај што се случува? Значи во таков случај фактички водата доаѓа до обиколницата и тука се прави, ајде да не кажам, еден вид на брана. Се полни, се создава едно езеро и тоа езеро бара најниска точка каде може да прелие, нагло да прелие и да јурне повторно према населбите. За жал, она е најкритична или најцрна точка точно на обиколницата, каде што нашла таа вода можност, коридор некој по кој што мора да помине, значи нема каде да се задржи. И тука и однесе 6 или 7 човечки само животи. Тука. Значи и плюс со таква огромна сила, она баш како што рековте, значи како брана која ќе најде некој пробив, значи јурнува понатаму према населбите и прави пустош во долниот дел. Значи не велам дека само пропустите и каналите и не знам што дренажниот систем околу обиколницата е главна причина, прето има серија на други дренажни канали кои што требало и треба да функционира. Кои се тие? Каде се значи, тие канали? Тие се лоцирани главно во самото подножје на планината, тоа е еден главен прстенест канал, што е. Добро. Неколку споредни канали, меѓутоа велам сите се во некоја запуштена функција. Она што кажувам исто може би е се земени во предвид некои максимални врнежи од 70-80 мм на дневно ниво при правење на обиколницата, не знам, тоа треба стручните лица да го кажат и да го потврдат, меѓутоа очигледно дека немало пропусна моќ покрај обиколницата за да дојде до вториот сет на канали кој што би можел да ја прибере таа вода. Ама и тој втор сет на канали, значи од обиколницата кон населбите, повторно не функционира како што треба, значи не може да ги прибере водите и ние знаеме, односно сме сведоци и минатата година и предминатата година нонстоп во тој дел доаѓа до поплавувања, само што не биле во волкав размер. Да. Доли при појава на 20-30 мм врнежи, значи се зошто? Затоа што рековме дренажната мрежа не функционира, често пати се градат попречни објекти баш кај што постојат каналите и така натаму, значи инспекција некоја и преглед на состојбата не е извршен, иако ќе кажам, значи одредени согледувања се давани уште во 70-тите, 80-тите Сега години. Сега сме 2016. Така е, значи укажувано е уште тогаш. Пред 50 години. Да, пред 8 години исто така и разгледувано и во собранието на град Скопје, значи документи за спречување на елементарни непогоди, односно поплави и така натаму. И што се случува со тие документи? И тоа е соодветен документ, меѓутоа може би се мислело дека нема да се случи толкав интензитет, а од друга страна имаме значи се работат веќе трета програма или комунике за климатски промени каде се укажува, значи а и сите светски истражувања укажуваат кога се однесуваат за делот на Јужна Европа и на Балканот, дека фреквенцијата на вакви елементарни непогоди, односно многу карактеристични временски прилики со голема количина на врнежи ќе биде се почеста. И тоа мораше или мора подитно да се земе во предвид, затоа што со главна цел е да се спречат понатамошни човечки загуби, огромни материјални штети, значи ние ако пресметаме колку е материјалната штета сега настаната, многу сигурен сум дека таа е далеку поголема од средствата што биле потребни да се санират, односно да се уреди противпоројно, интегрално целиот овој простор и да нема вакви последици. А човечките животи се непроценливи, да. Кои се институциите кои се задолжени за ваква превенција, значи за изградба на канали, за нивно чистење, одржување? Јас морам да кажам дека до пред 10-15 години, колку што ми е мене познато, значи одлично функционираше еден завод за водостопанство кој што имаше огромна техничка документација, искуство околу сите тие активности противпоројно уредување или уредување против поплави во речиси на целата територија на Македонија. И тоа е укинат? Тој е затворен? Колку што знам, значи не функционира
и значи воопшто во онаква смисла како што беше оној познат Завод за водостопанство до пред велам 15-20 години, кој што имаше програма и секоја година санираше или уредуваше одредени критични точки. Сега, најискрено да ви кажам, по моите познавања и сознанија, не знам кое е тоа тело што е задолжено за не за стихино, него за перманентно средување, уредување на опасните точки во Република Македонија. Знаеме дека постои Центар за управување со кризи, меѓутоа веројатно тоа е само во моментот кога ќе се јави таква состојба, меѓутоа велам Македонија за жал има таква конфигурација што е изложена и ќе биде изложена во идниот период на многу, не само на поплави, на слечишта, на претерана ерозија, на пожари и многу други природни непогоди, и навистина треба да има еден многу добар институционално поддржан и организиран начин на справување со тие појави. Една од критичните точки за која постојано се говори е атмосферската канализација, која не соодветствува всушност со потребите на градот. Така, не, јас ќе кажам, значи, она атмосферска канализација и она дренажно уредување на Скопје е, да кажам, генерално датира повторно од 70-тите, 80-тите години, кога Скопје имало околу 200-250 илјади жители. Сега бројот на жители и бројот на објекти е неколкукратно поголем, што значи дека тој капацитет е премал за прифаќање на водите од површината, а она што велам, значи преголема количина на бетон, на асфалт и така натаму, значи тие се водонепропусни подлоги, значи за разлика од земјиште, пример во парковите и така натаму, каде што дел 30-40% од водата понира внатре и природно си се слева кон тие така наречени подземни издани, на бетонски површини таа бара само пониско место каде да се слие. И затоа имаме црни точки во Скопје, значи тоа се главно депресии, подвозници и така натаму, каде што на такви повторно бетонирани или асфалтирани површини постои за езерување и тие многу брзо се полнат тие места, затоа што имаат своји микросливови, повторно таква вештачка површина, и тоа создава за кратко време, за 5, 10, 15 минути може да создаде проблем. За среќа, тука немаше човечки жртви, меѓутоа лесно можеше да дојде до тоа, бидејќи, реков, 5 до 10, максимум 15 минути се потребни таа огромна количина вода да исполни до длабочина од 2 до 3 метри, значи таква една депресија. Затоа секој град, да кажам, во светски рамки си води сметка колку ќе биде соодносот на бетонирана, асфалтирана површина и на природна, парковска, зелена површина, што повеќе дрвенеста вегетација и така натаму. Зошто? Затоа што дрвјата впиваат голема количина од врнежите. Значи тие преку системот на листовите, гранките и така натаму си прават свој коридор, водата доаѓа покрај нивниот коренов систем. Ако не се дрвенестите растенија, значи тогаш чисто паѓа рековме на бетонска површина, се слива и прави големи проблеми во таков случај. И коритото на Вардар е исто така една од критичните точки, оној дел на брегот на Вардар каде што има изградено голем број на барокни згради, таму е архивата, таму е театарот, Министерството за водостопанство. И голем број на архитекти и стручњаци предупредуваа дека може да се случи навистина и таму катастрофа. И ние видовме дека многу пати од тие барокни згради беа поплавувани. Така, јас сепак тоа, значи, стручни лица од градежен факултет и од други, и од архитектонски така натаму, кои што точно се информирани за проточноста на коритото на Вардар, меѓутоа, значи Вардар без оглед на тоа што се изградени Козјак, акумулацијата, Матка 2 и така натаму, значи со цел да се намали инфлуксот на поплавна вода или поплавниот бран да се намали кон Скопје, меѓутоа е точно одреден и димензиониран каналот на реката Вардар, односно речното корито, уредено е за да може да прими одредена количина на вода. Секаква интервенција, секакво стеснување на каналот, значи предизвикува искачување на водата покрај реката и поплавување,
Тоа поплавување може да биде преку искачување преку бариерите, меѓутоа може да биде и преку подземната вода да се слие во околните објекти. Затоа не само во делот на Скопје, него и низводно до Петровец, односно до Зелениково, значи мора да се регулира затоа што мора да имаме во предвид дека подземните води во Скопско се многу високи. Значи таква е котлината да некаде се надлабочина на 2-3 метри, некаде на метар, метар и половина, и при малку поголема количина на врнежи, доколку коритото не е убаво регулирано, средено и да може слободно да пропушта вода низводно кон Таорска клисура, значи може да дојде до појава или на така наречени површински поплави или на зголемување уште повеќе нивото на подземни води и да се јави истата во објекти покрај коритото. Добро, јас благодарам што бевте гостин, господин Милевски. Благодарам.